Горд сум и чест ми е што можам да ви се обратам вам, на бранителите на Република Македонија. Еве со денови сте на улициве низ нашиот главен град и низ останатите градови во Република Македонија. Ние македонците денес сме изложени на еден безпримерен атак што го вршат некои наши домашни и надворешни предавници. Тие се вистински колаборационисти, насочени да го урнат уставниот, унитарниот карактер на Република Македонија. Но ние нема тоа да им го дозволиме, се разбира. Меѓутоа, да се подсетиме дека ова не е некаков преседан во бурната историја на нашиот народ. И во минатото се случувале вакви предавства од наши домашни и предавници во сојуз, во соработка со некои надворешни непријатели или душмани. Јас ќе во оваа пригода, како подкрепа на тоа, ќе ви посочам неколку примери од нашето национално минато. Илинденското востание, тој грандиозен непокор на македонскиот народ од 2 август 1903 година против турското господство на Балканот и во Македонија, бешеисценирано и пред време кренато за да не успее од страна на бугарскиот врховизам, представен во личноста на бугаринот Иван Гарванов. Наспроти на нивните очекувања, мислам на врховистичките очекувања, востанието да не успее и да се лансира тезата дека македонците не се кадарни сами да се извојуваат слободата. Востанието навистина беше крвово задушено, но не беше задушен и сопрен, уништен борбениот дух на македонскиот народ. Големиот македонски поет од Банско-Пиринска Македонија, Никола Јонков Вапцаров, во својата позната песна Илинденска ги искритикува овие подмолни атакувања на врховистите, на бугарскиот врховизам, велејќи во песната: вината не беше наша, таа кај друг се крие, и други тогаш стотонска вина сторија. Но идат дни кога ќе ги пернеме по сурат и за се ќе раскажеме на мајката историја. Се разбира, востанието беше крвово задушено, но борбениот дух на македонскиот народ продолжи и понатаму да доаѓа до полна експлозија во наредните денови и месеци и години. Така, за време на Балканските војни, повторно нашите предци биле соочени со предавства и од страна на некои македонски интелектуалци. Да ве подсетам дека меѓу подписниците на Букурештиот мир од 10 август 1913 година бил и ресенчанецот Симеон
Да, Симеон Радев. А тој остана како еклатантен пример за македонски интелектуалец кој, бркајќи висока кариера, заборави на интересите на својот народ. И трет пример, што сакам да го послушам пред вас, како подкрепа на тоа дека македонскиот народ одсекогаш крвавен во минатото, па може да се каже и денес на известен начин од тоа содејство на домашни и странски душмани. Хитлер, започнувајќи ја Втората светска војна, планираше секавична војна и победа над силите на Антантата, над мирољубивата Европа. Но доживеа пораз на крајот на војната заедно со своите трабанти, меѓу кои беа, како што знаеме, фашистичка Италија, фашистичка Бугарија, Јапонија и Албанија. Беа поразени и нивните марионетски слуги во некои балкански држави, како четиците во Србија, усташите во Хрватска, љутичевците во Словенија и балистите во Албанија. И гледате сега што се случува. Деновиве слушаме дека во таа така наречена тиранска декларација на албанскиот премиер Еди Рама, што ја подпиша и албанските политички партии во Македонија. Тие бараат во новоформираната тиранска влада, ако може така да се нарече, што треба да биде формирана во Македонија, да се донесе декларација во македонскиот парламент за осуда на извршениот така наречен геноцид, измислен геноцид од страна на македонскиот народ, сакајќи со тоа да не скараат уште повеќе со нашите соседи, со кои ние настојуваме да изградиме што подобри и поблиски односи. Во текот на Втората светска војна, како што е познато, Македонија беше окупирана известен период од германците прво, потоа и од бугарските фашисти. Албанските балисти вршеа терор врз македонското население. Во Западна Македонија. И наместо ние да бараме сатисфакција и извинување од албанската влада, тие сакаат обратно македонците да донесат декларација за некаков божемен геноцид што ние сме го вршеле на албанските. Интересно е, почитувани сограѓани, дека сите што Божем сакале да и помогнат на Македонија, што биле душегриждушки расположени и се обидувале
da ni se dobližat na jedan podvoljen način. Tije sušnost sakale što podolgo da ne držat vo svojite politički vlijanija. Zato volemiot makedonski poet od Veneška Bojnica ili Fojnica Tole Nedelkovski, kako je migrant u Bugarija, će ga osudi vahvato odnesuvanje na bugarskите fašisti, narekuvajući gi volci i gosti vo poробена Македонија. Тој во песната Глас од Македонија, меѓу другото, ќе напише: трајте тирани и недни, доста се тие лаги и злоба, пакостен глас од устите гадни над мојот народ по секоја доба. Та ете веќе векови цели писка и стенка од волци и гости, за брата вијат кој да го дели, за да му млодат сувите коски. Но да се вратиме на денешната ситуација кај нас. Ние доживуваме навистина тешки денови, тешка политичка криза, инспирирана од подмолните планови и желби на некои македонски политичари од опозицијата, или во една колаборација со нашите албански партии, а поддржани и од Европската Унија, од челниците на НАТО, сакаат да формираат влада на широка коалиција за можемно да ги реши сите отворени прашања што ни стојат на патот на влез во Европската Унија и во НАТО. Тоа е обична лага. Тоа е обична заблуда. А ние, како македонци и сите наши сограѓани што живеат во оваа света земја, се разбира, нема да подлегнеме на нивните лажни планови и ветувања.